она што следува во продолжение е вториот разговор наменет за ова утро. Разговорот ке го води Слободанка, веќе знаете, а незин гостин е доктор специјалист Дејан Огњеновски и вашата тема ова утро е ехо на дојки. Докторе, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Слободанче, добро утро повтор пат. Добро утро, Иренче. Само едно прашање би сакала за почеток да го прашам докторот, а тоа е, сигурно ќе зборувате и со Слободанка на ова, колку често се потребни оние превентивни прегледи ехо на дојка и мамографија и од која возраст? Превентивните прегледи започнуваат во домашни услови. Секоја жена си прави сама на себе превентивен преглед, кој што се вика само преглед, кој што се прави еднашка месечно, на 8-миот ден од менструалниот циклус кај жени кои што имаат менструација, кај жени кои што немаат менструација, си избираат еден ден во месецот и си прават само прегледи. Во колку сето тоа е во ред, тогаш се прави ехо преглед на градите секоја година и секоја втора година се прави мамографија. Од 40-та година па натака. Па нагоре. Да. Ви благодарам многу за многу повеќе информации. Го започнавме веќе разговорот, Иренче. Уште еднаш поздрав до нашите гледачи, поготово од женската популација, со оглед на тоа дека ќе зборуваме за оваа тема. Меѓутоа, ајде уште еднаш представете се сам, да не што случајно ние погрешивме. Моето име е доктор Дејан Огњенович, јас работам во приватна здравствена установа Свети Алексеј, сместена во поликлиника Букурешт и се грижам за примарното здравје на женската популација. Доктор специјалист по гинекологија и акушерство. Така е. Добре ни дојдовте и Добре, драго ми е што еве за прв пат во утринската програма ќе имаме можност да зборуваме. Ние не сакаме ова утро да заплашуваме некој на оваа тема, напротив, ние сакаме да ги поттикнеме сите како може да се спречи ракот на дојката со превенција и сето тоа навремено да биде онака како што е потребно, а совети ќе добиеме токму од вас. Со оглед на тоа дека вие како една ПЗО, нели, Свети како беше името? Да, Свети Алексеј. Вие сте во Букурешт, исто така и како матичен, нели? Така. Лекар, меѓутоа и за сите оние кои што сакаат да се прегледаат со поевтина, да кажеме, цена, имаат можност секоја сабота за 800 денари тоа да го сторат, што е добро дојдено за ехо на дојки. Меѓутоа ќе зборуваме и за тоа. Јас би сакала прво малку да ве запознаеме вас. Вие кажавте дека сте работеле и во повеќе држави. Во Словенија бевте, во Дубај, па дали од таму го зедовте искуството или вие го пренесовте од тука таму? Знаете како јас работев после завршената специјализација, се насочив кон гинеколошката онкологија и во западните земји дојката спаѓа на гинекологот, што не е пример кај нас. Да. Кај нас дојката спаѓа, повеќето оперираат на торакална хирургија и луѓето стварно се преобременети од работа. Зошто е тоа така, јас не можам да навлагам, тоа е во текот на распишувањето. Меѓутоа што не е така пример и во овие земји каде што бевте. Земји гинекологот се грижи за дојката и за целосниот третман, почнувајќи од самата оператива, завршувајќи до конечното лекување кој што е мултидисциплинарен пристап. Така да, зашто е тоа така, јас не можам да ви кажам, меѓутоа, најбитно е, како што рече и господјата претходно, превентивните прегледи, значи почесто повеќе да се направи еден ехо преглед или една мамографија повеќе, отколку помалку. Така. Сето тоа да биде фатено на време. Сега ќе ги разграничиме малку. Ќе ги разграничиме. Да, ајде за помладата прво популација. За помладите девојки на возраст, нели, после плюс 18, да кажеме, може и не знам, вие ќе ме поправите доколку нели е потребно и порано. За колку тие треба да редовно да се контролираат со оглед на тоа дека за жал во последно време статистиката покажува, сигурно ќе се согласите, дека ракот на дојка се појавува веќе и кај помладата за жал популација. Да. Како да е некоја пандемија настаната. Така, за жал, да. Тоа со врвот на појавување, знаете, од после ковидот се уште поголем пораст во инциденцата на настанување на карциномот на дојката. Во помладата популација, вистина дека се појават поединечни примери на рак на дојка, меѓутоа грото на младите жени имаат, ако имаат некоја патологија, тие се од бениген тип, тие се појавуваат во облик на цисти или во облик на фиброаденоми. Каде што е потребен оперативен зафет за ова што го кажавме. Сега дел од нив се следат и сега во колку нешто ние најдеме на ехото да е тоа со неравнивици, да е тоа поише прекрварено од другото, да расте побрзано него што треба,
и тогаш советуваме да се оперираат. За интервенција. Како настанува 40-та година, ние знаеме дека фактори на ризик за појава на дојка, нели познати се тие староста на пациентката, пушењето, консумирањето на алкохол, хормонската надомесна терапија кај жените во постменопауза, индивидуалниот фактор. Тоа се ризик фактори за добивање репродукција, да речеме жената која би жената со добиена менструација порано или со закаснето завршување на последната менструација и исто така индивидуално се гледа во фамилијата дали има некој болен од женска страна со карцином на дојка и сите тие кога ќе ги ставиме на куп, ние во 50% од случаи наоѓаме рак на дојка кај жени после 40-та година без ни еден ризик. Од сите овие наброени се. Наброени, да. И тука е проблемот. И што правиме тогаш? Кои се советите? Од ова сега што го слушнавме, кажавме, значи дека може да постојат ризик фактори, меѓутоа кај некои воопшто и да немало во генетиката, нели во повеќето од 50%. Зошто? Кои се факторите за овие жени кои не пијат, не пушат, не консумираат? Сега кажуваат дека е како последица на вакцинација, меѓутоа тоа треба да се докаже со студии, со употреба на тие ковид вакцини. Стресот исто така делува на појавување, начинот на живот, брзото темпо на живење и сето тоа допринесува да знаете дека дојките се поврзан орган со јајниците, значи за секој ниво на одреден ниво на хормон естроген тие делуваат на клетките на дојката кои што се викаат мастоцити. Значи како што имаме повише естрогени, така на дојките тој повеќе естроген влијае. И тоа е тоа што допринесува до... Знаете што би сакала да ве прашам? Со оглед на тоа дека вие го имате искуството како работејќи во Словенија, еве сега колку време сме во Македонија, како работиме? Па 3 месеца. 3 месеци, што значи сега брзо и токму затоа сте тука овде во утринската, па би сакала да направиме една компарација, односно споредба со тамошните, еве да кажеме, жени, дали имаат навика редовно да доаѓаат на токму овие контроли, ехо на дојка, гинеколошки прегледи и така натаму. И како е разликата еве за 3 месеци искуство кај нас? Тие имаат тие се високо освестени, тие имаат навика, тие одат многу често. И кој така високо ги освестува нив? Државата. Или државата или начинот на менталитет, културата нивна. Така е, значи јавното здравје кај нив се промовира на секој чекор. Дали они имаат да речеме за тешко достапните места каде што ви сте на постражена, не можеш да натраш да дојде, они доаѓаат со камионче, во кое што камионче има мамограф, на лице место и прават мамографија, и го вртат камиончето и си одат. Значи и таа жена не ја запоставуваат. Значи процентите таму за рак на дојка се многу пониски за разлика од кај нас. И сегде инциденцијата голема, висока, меѓутоа таму мислам дека е разликата со тоа во тоа што они побрзо ги откриваат. Ги откриваат во стадиум ин ситу или многу ран инвазивен стадиум каде што може да се лекува. Да се лекува, да се превенира. Ајде сега за рак на дојка. Што е рак на дојка, да пообјасниме? Видете, рак на дојката е болест при која што клетките на дојката абнормално растат неконтролирано и создаваат тумор, кој што тумор ако не се открие доведува до фатален исход. Тоа го проверуваме со мамографија. Значи тоа го проверуваме со ехо на дојки и со мамографија. Во колку се најде некоја суспектна структура, се праќа жената на пункција или на биопсија и хистоцитопатологот ни кажува што е уствари во која класификациона група спаѓа и врз основа на тоа после жената се испраќа кај торакален хирург, заради тоа што лекувањето на секој еден рак на дојка е мултидисциплинарно и е составено од повеќе нивоа. Првото ниво е хирургија, второто ниво е радио и хемотерапија и после во колку туморот која ќе се отстрани, кој ќе се прати, се одредуваат хормонските рецептори во самиот тумор и имаме така наречен позитивен и негативен рак на дојка. И сега тој е со лоша прогноза кој што е 3 пати негативен. Значи естрогенските рецептори негативни, прогестеронските негативни и херцептин, HER2 рецепторите се негативни, таква жена мора да добие хемотерапија, заради тоа што кај незе не можеме да дадеме ендокрин, односно хормонална терапија, која што се дава во трајање од 5 до 10 години, за да ја блокираме функцијата на естрогенот да делува на рецепторите на мастоцитите во самата дојка. Значи, ние мораме естрогенот да го блокираме. Кај жени кои што имаат менструација и се открие рак на дојка, они ретко која се одлучува за операција да ги отстрани јајниците,
Постојат инекции, тие се така наречени ГНРХ аналози, како пример ќе наведам Золадекс, и таа се стаја како е во облик на чип и се става во стомакот, се заради тоа да се блокира функцијата на јајниците, да таа жена престане да има менструација и престане да продуцира естрогени. Што значи полесно се лекува болеста во на овој начин? Тоа го продолжува живењето, значи живењето. нема естроген, значи она ќе си и такви жени нормално мора да одат секој 4 месеци во првата година на интернист онколог, кај што ќе им препишува терапија, ќе ги контролира. Кои се, да кажеме, еве сега кога веќе зборуваме за тоа, ние јас кажав на самиот почеток, тука сме за да превенираме, односно да кажеме дека сепак ракот може да се спречи. И доколку се открие навреме, можеме да го лекуваме така. Затоа еве да ја подигнеме свеста ова утро, како што кажавме, висока свест имаат во Словенија, зошто ние да го немаме тоа, таа висока свест и тука во Македонија. Значи прво почнуваме со само прегледите, меѓутоа и на колку треба редовно да се прават овие контроли ехо на дојка? На секои 6 месеци или? Не. Прегледите ехо на дојка се прават на секоја година во колку кај жената не се најде никаква патологија. Во колку кај жената се најде некоја циста, која што е да речеме од 2 сантима нагоре, ќе кажеме на таа жена да дојде за 6 месеци. Само за да го следиме тој раст. Да не утнеме во растот. Како таа се зголемува и предлагаме на жената што треба да направи. Меѓутоа, кај жена која што нема никаков ехографски наод, и кажуваме да дојде секоја година да си прави ехо на преглед. За мамографијата? За мамографијата е по протокол во нашата држава, така да над 40-та година беше порано на 50 години, сега е намалена границата на... Кажавме да се намалува за жал границата, да. Од 40-та година натака, по протокол и следува на секоја жена на секои 2 години да прави мамографија. Меѓутоа, проблемот е тоа што жените сами кои доаѓаат во амбуланта кажуваат не можеме, докторе, вика да најдеме термин, вика, за мамографија. Тука не е проблемот. Не можеме нити преку мој термин, не можеме нити на таа некоја програма што е за скрининг. Дали е така во Словенија каде што работите? Не. Таму е покриено. Покриено е. Таму во секој, како и селце да и амбуланта да таму има мамографија, си има радиолог, си ги читаат резултатите. Сепак проблемот може да биде и во државата и во здравството наше. Се надеваме дека ќе се реализира што побрзо во позитивна смисла, сакам да кажам, се тоа што го зборуваме. Меѓутоа еве колку е важно во државата во која што живеете, која што живеат овие жени, поготово еве со оглед на тоа дека сте биле Словенија, па затоа ја земам како пример, колку е важно веднаш да имате достапна мамографија. Доколку нешто почувствувате и слично, за да се навремено сето тоа. И знаете што таму нема што да чекаат, нема таму чека. Со месеци. Не, нема. Да, тоа е веднаш се реагира. Сега, ајде само да ги кажеме и симптомите кои се можни на рак на дојка. Знаете како? Затоа што велиме само свеста е многу важна. Од некое си и свое искуство и слично, докторите на некои жени кои што може би биле во подоцежна фаза на ракот на дојката, им се упатува прашањето што чекавте досега. Па ајде сега за да не им се поставува тоа прашање на тие жени кои се во подоцна фаза на ракот на дојка, што чекавте до сега, што треба да сторат за да не чекаат воопшто? Значи, симптомите кои што ги дава ракот на дојката во рана фаза нема симптоми. Жените доаѓаат, ќе речат доктор, јас напипав некоја грудка во било кој дел на дојката, било десна, било лева и во било кој квадрант од дојката. И она кога ќе го напипа, она доаѓа. Вистина, сите доаѓаат. Нема што тука да се чека. На сите име јас нека мора да дојдат. Меѓутоа да видиме ние таа грудка во која фаза она ја пипнала и колку таа ја пораснала. Дали е таа инситу, дали ја пробила базалната мембрана или не, дали е веќе инвазивен облик. Од сето тоа зависи понатамошното лекување, значи, на жената. Кажав како треба да се лекува. Меѓутоа, симптомите кои што ги дава, значи, прва е грудка која што не е болна. Втора има промени на дојката во форма на дупликатура, црвенило, промена на брадавица, промена на рола околу брадавица, вовлекување на брадавицата. После тоа, кога ќе сисне дојката, има исцедок. Нормално жените немаат исцедоци од кога ќе го завршат доењето. Воопштеното па во постари години. Значи, крвав исцедок може да има жолтеникав исцедок. Тој исцедок мора да се види под микроскоп за што се работи, за какви клетки се работи. Оти не е нормално од кога е завршено доењето жените да имаат исцедоци.
И сите тие се симптоми кои што ќе натераат жената да дојде. Да, меѓутоа затоа претходно треба да имаме нели прегледи за да се востанови дека нешто Така. се случува. Тоа е точно. Да, ете така. Тоа сакав да го напоменам за да не се чека додека дојдеме во фаза нели да напипаме нешто, затоа треба редовни контроли. Тоа Што е точно. она што вие го советувате еве од овие 3 месеци како што работите веќе во Македонија, поточно во Букурешт и како матичен сега нели лекар, што е она што вие ќе го советувате на сите припаднички на понижниот пол од досегашното искуство кое што си го имате досега кога зборуваме за ехо на дојки. Ние ќе имаме и тема и за гинеколошките проблематики со кои што се соочуваат и за жал напоменавме младите девојки кои што се почесто добиваат ХПВ, меѓутоа тоа е во следното гостување. Ме интересира и вашето искуство што ќе кажете и што ќе биде совет. Значи, јас им препорачувам на секоја жена, освен тоа што прави само прегледи на дојките, да ги слуша советите од лекарите, се започнува од матичен лекар па до секој специјалист кој што ќе го посетат, да доаѓаат редовно на гинеколошки прегледи, да доаѓаат редовно на ехо прегледи на дојките, редовно да прават само прегледи на дојките, редовно на секој 2 години да прават мамографија. И јас мислам дека тука нема да има никаков проблем. Никаков проблем. И во Светската здравствена организација кажуваат дека целта до 2040 година е да го намалат појавата на карцином на дојка за 2,5% во целата светска популација. Во целата светска популација. Што мислите и ве според вас дали ќе успеат во тоа? Па јас да ви кажам за во развиениот свет, ја не се сомневам дека ќе ја намалат. Кај нас само малце треба да направат центри за дојка, како да ви центри, мамографски центри нека направат низ државата, да биде повеќе центри, да не мора сега една жена од Гевгелија да доаѓа у Скопје на мамографија, него да се сателитски центри да се направат за мамографија и да биде ќе се намали стапката. На секоја жена ќе биде достапно да направи мамографија. Да, и јас го имам податокот дека еве и во оние поразвиените земји, сигурно и во Словенија и во западните земји, дека секоја жена добива и покана за мамографија. Така е, они водат статистика, евиденција да. И во колку жената и тама не се појави дури може казна да плати или опомена до трето помена е казна. Па така се чува здравјето на своите граѓани. И тоа не е само за дојката. Тие имаат и програми за државно ниво за рано откривање на рак на грлото на матката и за рано откривање на рак на дојката. Тие се државни програми, државата сама ги финансира. Жените ништо не плаќаат заради тоа. Ете, затоа и стапката е толку на пониско ниво. Да се надеваме дека и кај нас така ќе биде. Имаме уште минути, јас се надевам уште 3-4 минути. Јас би сакала да ги искористиме, ајде малку зборувавме за ракот на дојката, доколку нешто испуштивме додадете, секако како доктор, вие сте сепак нели медицинско лице, ние како водители колку толку да ја зачнеме темата. Ако е нешто важно да се спомене, токму за ракот на дојката повелете, па јас би сакала и за цистите малку да позборуваме. Еве да речеме што е важно. Да речеме во колку ние најдеме карцином кај млада жена, која што ќе треба да се оперира и која што туморот да речеме е поголем и не може само да се отстрани дел, тоа се вика лумпектомија, не може да се отстрани само дел на градата, него треба цела града да се отстрани, тоа се вика мастектомија. Па да седнат да направат еден конзилиум составен од торакален хирург, пластичен хирург, интернист-онколог, да седнат и да ја предложат на таа жена: Господјо, кај вас ќе треба да се прави мамографија, ќе направиме на оддел за пластична хирургија. Торакалниот хирург би дошол на пластична во операциона сала на пластична хирургија, би ја изоперирал дојката, на која што после тоа државата би платила силикон и таа жена би се автоматски би се ставил силикон, кој што би бил ставен од страна на пластичниот хирург и таа жена воопшто да не велите дека оваа соработка треба да биде помеѓу сите овие специјалисти, доктори кога се работи за рак. Секаде е таа соработка, меѓутоа кај нас не. Кај нас не. Кај нас и сега таква жена, да речеме млада, сексуално активна, ќе треба да носи протеза со прслуче специјално направено за брусхалтер за носење, а може да се стави силикон и да си биде и да биде и само свеста одржана, да не и падне само свеста. Да не ги чувствуваат оние фрустрации во понатамошниот тек на животот. Да. Ајде малку, како што кажав, овие минути да ги искористиме за цистите. Зошто пак цистите се појавуваат и што треба со нив да внимаваме? Значи, цистите се појавуваат... И зошто се појавуваат? Цистите се појавуваат заради прекомерно влијание на естрогенот на клетката на дојката, на мастоцитот. Знаете, самите жени кои доеле, тие млечни канали, кај некои жени се остануваат проширени,
во самите лобулуци се проширени, кон брадавицата кај што излезниот канал се проширени. И на такво место настанува циста. Цистата не е ништо друго него шуплина исполнета со течност. Так. На Тие незе- создаваат и болка во градите и тоа стравуваат жените секогаш кога ги болат Зависи градите. каде е наместена и колку Аха. е голема. Так. Не секоја циста, не секоја Зошто се воспалуваат градите и жените чувствуваат болка? Па да речеме тоа е почесто кај жени кои што дојат. Ако жената во тек на доењето не го испразни млекото, ако го остави, ако не го доистиска или преку со капки синтоцинон или со жешка вода да ја истисне, тоа на тоа место каде што станува млекото во млечните жлези, тоа место се воспалува. Так. Напаѓаат бактерии и тоа се вика апцес. Значи тоа апцес и неретко кога доаѓа до оперативно лекување на тој апцес. Значи се сече, се прави инцизија, цел тој гној истекува, на жената се даваат антибиотици и се престанува да се доје таа дојка. Но дали исто се случува и пред да се добие менструалниот циклус? Предменструалниот циклус заради хормонското ниво кај жените, градите, они имаат осет, ке речат, ми набавруваат, ми Така, стануваат и потврди. болат. И втор пат кога може тоа да настане е во време на овулацијата. Овулација. Значи два пати на месец жените ги чувствуваат дојките, еднашка пред да дојдат, еднашка во време на овулација. Но сепак треба да ги контролираме и цистите, така. Да, како не, Кажавме на секако, почеток, секако. за да бидеме Така е. најасно се. Да. Јас мислам дека објаснивме колку толку и уште еднаш еве апел ќе упатиме до сите припаднички на понижниот пол, само редовни контроли. Така. И вие, како во вашата ординација, ПЗУ Свети Алексеј, така во Букурешт, Така. нудите дури и големи попусти, секоја сабота преглед на ехо на дојки 800 Така е. 800 Се со денари. цел да направиме достапност, да да. што повеќе да опфатиме што повеќе жени, да биде што поголема популација на жени да биде опфатена со ехото, барем и на тој начин 50% да допринесеме. Така, и Заради да тоа што знаеме помогнете. дека 50% е остатокот е на мамографијата. Се гледаме на Ехо на дојки. Благодарам Фала ви многу за што поканата. бевте дел од нашата утринска благодарам. програма, па како што кажавме, за жал, еве напоменавме дека се повеќе младата популација заболува од ХПВ вирусот, од гинеколошки аспект, зборуваме и на таа тема за следното ваше гостување. Ви благодарам. Исто така и таму да ја подигнеме свеста. Ви благодарам многу. Ирина, ние тука завршуваме. Се надевам благодарам. дека со овој разговор допревме до многу жени. Ви благодарам и јас на вас за гостувањето. Се надевам, како што кажа Слободанка, ќе има следна прилика да ни бидете повторно гостин. Навистина кажавте многу интересни содржини. Како за нас Слободанка, така и за припадничките на понежниот пол. Ви благодариме за гостувањето и ви посакуваме Благодарам многу и на успех во поканата. работата. Ви благодарам. Благодариме.